Раутинце повторно е под вода. Вардар за неполни 2 недели пак се излија и ги поплави земјоделските површини. Мештаните веќе немаат надеж дека годинава нивите ќе може да ги обработуваат и да се повлече водата. Пролетната сеидба не ќе може да се изврши, затоа што земјоделската површина тоне во тиња. Велат дека откако го затворија комбинатот Југохром едва и преживуваат со обработката на нивите, кои годинава поплавите им ги проголта. Покрај Југохром што го затворија, се екзистираше земјоделието, меѓутоа сега и тоа е голем знак прашалек затоа што на дојдените води пак и малу поголеми обилни врнежи на дожд, полето е катастрофа, значи негде околу 70 до 80% е поплавено, се е под вода, а тамо најмалку месец до 2 не може да се влезе. Нема екзистенција. Треба она што се посадило да може да се реализира, да се продаде, да. Жителите се разочарани што досега властите воопшто не понудиле помош за настраданите од поплавите, ниту пак покажале интерес за регулација на коритото на реката Вардар. До сега нема никој дојдено. Апел би упетил до државата или до власта во државата, барем да дојде една утеха да им даде на луѓето. Инаке штета трпимо скоро од 1950-51 година. Се работа за релативно мала сума за една држава што треба да направи проектот од Ротинце до Сиричино, тоа са 7 милиона евра. Тоа са 3 дена данок што се собира Гостивар и Тетово. За 3 дена данок треба државата да вложи и да видиме рад. Деновиве можни се нови излевања на Вардар во општина Егуновце, чиј водостој ќе се зголеми поради врнежите од дожд кои ги најавија метеоролозите.